Секоја година првата седмица на месец октомври се посветува на децата. Во рамките на периодот од 4 до 10 октомври се одбележува детската недела. Оваа 2022 година детската недела во нашето училиште ја одбележуваме со многобројни активности на секое поле преку изразени интереси на нашите ученици во различни подрачја, работилници за правата на децата и нивните должности. Спортски игри, посета на кино, театарски работилници и со тоа даваме наш белег на оваа недела посветена на детето. Незначајна активност во оваа недела што остава белег за секогаш кај правачињата е нивниот прием во детската организација. Им порачуваме да бидат горди, затоа што стануваат членови на најголемото рамноправно семејство во кое членуваат дечиња од целиот свет, без разлика дали се бели, црни или жолти. Без разлика на кој јазик зборуваат или со какво писмо пишуваат, сите имаат исти права и обврски. Во овој контекст сакам да ви раскажам една приказна за момчето кој на 18 години се уште не си ги знаеше своите права. Момчето кој завршило до 5-то одделение и го напуштило училиштето затоа што западнало во неволи, во проблеми на училиште. Мислел дека ќе го реши проблемот ако питачи по улиците. Кога го прашале како издржува, одговорил дека му е тешко, но за леп вати. Но приказната да е полоша, станал и зависник да ги задоволи своите потреби. Крадел за да јаде до пари. Неговите родители сето тоа го знаеле, ама не можеле да му помогнат, бидејќи биле во полоша состојба, собирале шишиња по контейнери. Ова момче е едно многу тесотажна приказна, кои не знаат за своите права. Право на образование, топол дом, пријателство, убави услови за живот и помош од надлежните институции. Ако момчето побараше помош и ги знаеше своите права, денес сигурно ќе беше зрел и успешен човек, а не човек од маргините на општеството. Детското другарство е една од најубавите работи која се памети цел живот. Ќе се запрашаме што е другарство. Другарство е кога сите си помагаме меѓусебно. Другарство е кога нема лажи. Другарство е кога убаво се дружиме и не се навредуваме. Една пчела вредна на децата им рече: ништо на светот нема посладко од мед. А децата гласно вика: на целиот свет деца другарството е посладко од мед. Добар ден! Добар ден! Зошто плачеш, Кристијан? Што се случило? Јас, наставничке, мене ме тепаше Теја. А каде е Теја? Што се случи? Зошто се тепавте? Таа ми рече дека јас сум бил магаре. Тишина, тоа воопшто не е смешно. Што се случи потоа? Кажи ми ти, Деана. Тие и двајцата се навредуваа наставничке. Таа го нарече магаре, а тој нејза нарече коза. Потоа се степа. Е многу убаво. Така ли треба да се однесуваат другарите еден кон друг? Така ли се учиме секој ден? Да. Јас дојдов да разговарам со Кристијан, бидејќи ја тепал Теја. Добар ден, баш ми што дојдовте. Теја, како си ти? Добро си, наставничке, само Кристијан ме тепаше и јас заминав дома и се кажав на мајка. Убаво што си кажала нејзе, но те замолувам сега и на нас да ни кажеш што се случи. Јас си пишував по таблата и да ја избришев, со сунгерот го измокрив Кристијан. Но вистина? Да, наставник. Кажите, кажи како те тепал, како те ударал боксови шлакани. Но вистина Теја толку многу те тепаше? Не, наставник. Па како не, па нели кога дојде дома така ми кажа. Кажува веднаш да не ти стипам сега јас.
внимавам. Той сакаше да му се извинам, но и аз не сакам. Той рече не се извинуваш, бидејќи си коза. Јас му вратив дека е магар и той ме турнува од таблата. Добро теја, немој да плачеш. А така значи, сепак ти си виновна. За ова ќе разговараме дома со татко ти. Ова нема да помине неказнато. Да замолам, се ќе се реши тука. Се согласувате ли, ученици? Да! Ајде теја, ајде и ти, Кристијан, земете го нашето пано. И сега да ни кажете зашто доаѓаме на училиште. Сите ние имаме право на образование. Да, но кои се нашите одговорности? Да учиме, да слушаме, да пишуваме. Каде живееме и со кого? Сите ние имаме семејство, родители, родителски дом и љубов. Да, но кои се нашите одговорности? Да ги почитуваме родителите, да ги слушаме и да не ги лажеме. А имате ли право на другарство? Да, имаме право на игра и дружење. Кои се вашите отговорности со ова право? Да ги почитуваме другарчињата, да не ги вредуваме и да не ги удираме. Така е, ученици, браво за вас! Ајде се теја, Кристијан и останатите, сите ние можеме да погрешиме, затоа што сите луѓе грешат, но најдобро е кога ќе погрешиме да ја исправиме грешката. Сакате ли нешто да кажете? Ајде, Кристијан! Јас погрешив, наставничке, не требаше да ја навредувам другарката. И мене ми се случува некогаш некого да испрскам со сунгерот. Извините ја, прости ми што те потурна во таблата. Повеќе нема да правам така. Извини и ти, Кристијан, не требаше така да направи. Извини и ти, мамо, јас сум најсреќно дете што ви имам тебе и така. Извинете и вие, наставничке, жалам што ви за веќе нема да ми се повтори. Добро, ученици, браво за вас! Ајде сега доближете се да видат кога си ги знаеме, правата треба да ги почитуваме и одговорностите. Само така ги живееме во мир и љубов. А сега да го продолжиме часот. Другарството е да си играш, со другарче да се дружиш, љубов, почит и верба на другарчето да му пружиш. Другарчето да го сакаш, да го послушаш кога има мака. Да му помогаш да му подадеш топла рака. Со другарчињата си веруваме, ветувањето го исполнуваме. Еден за друг се грижиме, другарството го негуваме. Родендени заедно славиме, тајните си ги кажуваме, никогаш не се навредуваме, меѓусебно се согласуваме. Никогаш меѓусебно не се лажеме, ниту пак еден на друг радеме. Разликите меѓу нас ги почитуваме, секоја друга ќе го сослушуваме. Никогаш не се делиме, играме, пееме, се веселиме, секогаш се служуваме, многу не одговоруваме и заеднички на животот се радуваме. Добар другар сум јас, ви советувам на сите вас. Другарството нема цена, без другарче другарство нема. Во твојата конвенција за правата на детето ќе се рекнеш. Државите членки се грижат
за твоето детство. Колко хубаво, когато изговориме името демократия, кога луѓето управуват със своите представеници в парламентът или децата преку детският парламент. Сите живи существа во природата се здружуваат, дека тоа е така подобро. Покажува и искуство, секогаш кога сме здружени сме посилни, побезмени и подобро се штитиме од секакви неприлики. Точно е дека секоја информација да мене е богатство и учење, без разлика дали да не ја дознавам од ретник, списание од емисија, книга или филм, медиум или било што. Знаеш ли колку е убаво да бидеш образован човек, да знаеш многу работи и да сегде со отворени гради, да зборуваш и докажуваш дека твоето знаење е големо. Без образование или како ги нарекувме скалилата на образование. Основно, средно и високо нема наука. Значи најголемиот врв во образованието се нарекува наука. Да појасниме, стануваш наутро и со тоа започнува твојот работен ден во училиште или дома. Учиш, следиш со внимание што се предава, но ти си дете, ке се замориш и нормално е дека ти треба одмор. Детски права, но тие не одат сами, одат заедно со своите обрски. Здраво дете, и имаш и како дете, тој кога ќе порасне. Свето, содржа едно дете. Едно мало детско срце, нежно како свила, застана спроти светот голем, со својата величина на тупаница мала, со скриена порака за светот скроена. Ти порачувам свете чуден. Никој врз детското срце неправда да не прави, а никој да не дозволи да го скрши. Оти болка и тага не трпи тоа, бидејќи сака свет без тага и жал, само се среќа посеа. Додека јас ти пишувам стих, врел кон тебе, свете цел. Некое дете може за живот се бори, а некое плови на магичен брод. Ама знај, дека секој од нив сака мирно да спие и во сладок сон да врие. Види сега ти, голем свето, може би знаеш, а може би не. На некое место, некое дете без љубов расте, а некое некаде во изобилство плива. Ама сите имаат бури и урагани во вреќа збрани, со милион мани и желби за среќа во себе да носат. Ама јас, како поштар славен, тебе ти се обраќам како на главен. Желби за детската среќа имам 1000 јас. Смеја и љубов на секаде да царува, и секој на секој насмевка да дарува. И никој да не почувствува болка и тага, и несреќа врела. Само радост и смеја да биде распослана сегде. Еј, свето, мој дом голем, научи не сите, рака со рака да се патиме, и секој секому љубов да пружи, а светот да биде место од сказна, каде нема деца страдни, ниту боси, ниту гладни. Свете, ти се обраќа едно дете. Во душата моја малечка, среќа ми се лее, гледајќи ги децата како птици распеани, на љубави суштества насмеани. Но, во овој свет, еден тоа дволичност меѓу луѓе се крие, во кој пеперутките некогаш слободно не летаат. Во овој мачен свет, каде и судот неправедно суди,
Едно мало девојче од страна гледа и се чуди. За секое дете сакам семејство, мир и среќа да има. За секое дете како мене, љубов секој како скапоцен дар да му нуди. Мојата најголема желба е секое дете здраво и сито да биде, глад и омраза да нема, а во секое делче од светот само љубов да се смее. Мир и дружба барам јас. Еј вие, силни и моćни, ви се обраќам јас на цел глас. Со сите мои желби и барања врели. Доста се веќе војни и жртви од деца смели. Галеб бел испратив јас на пат. Сонце да има, мрак да нема. Другарство само да шириме. Песна да пееме и само да се смееме. Капка во морето само сум јас, ама затоа го пуштам мојот силен глас. Сите заедно да се дружиме. Љубов и среќа насекаде да пружиме. Злобните срца да ги скротиме. Така и болка да заборавиме. Насекаде песна да се лее, а знамето на мирот да се вее. Детскиот сон. Детскиот сон е кутија златна, звездена кајче што броди, во него може се да се случи, повторно се да се роди. Облак на ноќен ветер што езди, 100 звезди може да скине и како фенер со нив насегде да свети кај што ќе мине. Река од лабок сон што се буди, со сјај да измие чело, потом да секне и место вода млеко да потече бел. Еден од сон со вода да скокне, по неја долго да плоди. В мрежи ко рибар, искусен, добар, сонцето сам да го води. И уште што не може да биде, сонот е предел што броди. Во него може се да се случи, повторно се да се роди. А сега ги повикувам првачињата. Ветување. Во овој момент. Ветувам на сиот глас. Дека моите наставници ќе ги почитувам јас. Секоја задача ќе се обидам. Со леснотија да ја решам. Не ве молам простете. Ако некогаш сгрешам, во овој момент давам честен татковински збор. Се дружам со другарчињата во училишниот двор.
сакам гориш еднаш и